Многу луѓе се прашуваат какво е тоа водство од Светиот Дух. На кој начин води Светиот Дух? Во Евангелие по Јован 14 глава 26 и 27 стих Исус вели: Утешителот пак, Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во мое име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам, но не како што го дава светот. Да не се плаши срцето ваше, ниту да стравува. Што значи Светиот Дух ќе не научи на се и ќе ни напомни за се што ни зборувал Исус? Тоа значи дека ќе не научи буквално на сите работи. Тоа се однесува не само на духовни работи, туку и на родителство, брак, бизнис, како да се води, како да се гради кариера. Значи буквално во се ќе имаме водство од Светиот Дух, а не само селективно за духовни теми или за одредени ситуации. Светиот Дух вели ќе ни припомни на Исусовите зборови, ќе ни напомне за тоа. Исто така ќе не доведе до ситуација да се присетиме на некој стих од Библијата или на некоја проповед, или пак да почувствуваме нешто во моментот кое што дава правец како да се поставиме во дадената ситуација. Светиот Дух работи во мир. Во стихот 27 Исус вели: мирот свој ви го давам, не како што го дава светот. Зошто? Затоа што во светот, без разлика дали е вежбање, дали е спа третман или нешто друго, тоа може во моментот во обкружувањето да допринесе до релаксација. Но тоа е многу далечно од духовниот мир кој што го дава Исус и кој што, иако е духовен мир, го преплавува и умот, и физичкото тело, и во целост ни дава сталоженост. Значи светот дава одредено смирување во некакво обкружување, но штом човек се тргне од таму, веднаш се соочува со своите немири и со внатрешниот неспокој. Значи мирот на светот е привремен, а во Исус имаме постојан мир. Тој е принцот на мирот. Мирот треба да биде нашиот природен начин на пребивање и кога ќе почувствуваме мир таму каде што се движиме, во тој момент тоа ни е индикација дека сме на правилната патек. Многу е важно да направиме разлика пред да поверуваме во Исус, да сватиме каков неспокој имавме, како живеевме постојано обременети и потрошени и уморени. Додека кога го примивме Исус, како ни се смири душата и се смиривме со Бог Отецот и тој мир завладеа во нас. Јас верувам дека секој христијанин, дека атмосферата на неговиот живот е мир. Она што сакам да го искажам не е само мир во емоционален план, туку мир кој што е посигурен и од емоциите, мир кој што овозможува смирено гледање на нештата во животот, бистро гледање, јасно гледање за нештата во животот. И мир кој што доаѓа од живиот Бог преку неговото слово, кое што влегува во нас, во нашето срце, и затоа вели да не се плаши срцето ваше. Значи јас стојам на Божјото слово. Божјото слово е живо. И можеби јас се тресам и поминувам некоја ситуација во тој момент. Можеби чувствувам некој неспокој, некоја несигурност, но јас стојам на Божјото слово, тоа е карпата. Карпата под мене никогаш не се тресе. Значи јас да се тресам, карпата под мене не е подложна на потрес. Затоа јас стојам на карпата и имам мир. Без разлика тоа што го поминувам. Тоа е моментално и тоа одминува. Но она што е важно е каде стојам, на што стојам. Дали на трусно подрачје, односно на песокливо земјиште, или на карпата која што е Исус. Затоа е многу важно да бидете во мирот Божји и кога треба да направите нешто, да потпишете нешто, да дебатирате со некого или да сторите нешто кое што на некој начин ве притиска да го направите, треба да застанете и ако Светиот Дух ви вели да прекинете, ако имате неспокој, немир внатрешен, тоа ви го кажува дека треба да прекинете, а ако имате мир, можете да продолжите. Она што е важно е да разбереме дека Светиот Дух не тера да правиме нешто насилно, бидејќи Бог не е насилник, го кажав тоа. И кога луѓето се крштеваат во Светиот Дух, тие очекуваат за да проговорат на непознати јазици, очекуваат некој или нешто да им го придвижи јазикот, а тоа не се случува. Зошто? Затоа што Светиот Дух не те узурпира, не ја превзема твојата личност да те владе како ти да си марионета. Туку ти дава слобода на избор и она што ти овозможува ти дава сила да зборуваш на тие непознати јазици. Ѓаволот работи спротивно, но тој узурпира и превзема целосно контрола врз личноста на човекот и е против човековата волја, таа волја човекова е потисната и човекот се измачува. Додека Господ ослободува, дава слобода, почитува човечки избор и ги сака луѓето им овозможува да се изразат со својата уникатност. Светиот Дух сака да соработувате со него, да пловите заедно,
и треба да зборувате, но движењето, па ќе кажам, силата за да зборувате доаѓа од Бог. Значи, вие треба да ја отворите вашата уста, но јазикот доаѓа од небото. Светиот Дух никогаш не ве тера, но ве придвижува. И кога не можете да зборувате, искажете го тоа на јазици, изговорете го и почнете, а потоа Светиот Дух сам ќе превземе и ќе се случи едно течно, едно тековно така излевање на тој Божји јазик од небото, небесен јазик. Светиот Дух помага во вашиот карактер да се изградува и да се преобразува и вашиот ум и овозможува да таа состојба на трансформација секој еден од нас да ја искусува преку Словото Божјо и со наша соработка. Целта е да станеме Христоподобни, односно се повеќе да приличуваме на Христос. Бидејќи секој еден од нас е различен и секој еден од нас е уникатен, Бог работи во нас на различен начин. Бог работи низ нас без да не присилува на промена или да не тера да бидеме нешто што не сме. На него му се допаѓа нашата личност и затоа само треба да се препуштиме и да дозволиме да се манифестира она што Бог сака преку нас да го изрази.